Ѓубрето му натежна на Скопје, а сега се почесто има најави дека ќе секне и јавниот сообраќај. Немало гориво. На Данела Арсовска очигледно не е јасно дека се уште е градоначалник на Скопје. Дали на овој начин сака да им направи проблем на тие што ќе дојдат на чело на градот по неа? Дали е свесна дека на тој начин всушност прави проблем на граѓаните? Вакви се генерално коментарите на скопјани по последните случувања во скопските јавни предпријатија. До касно синоќа воопшто не се знаеше дали денес во Скопје ќе има автобуси на ЈСП. Утрово возат нормално, добиле нафта за 2 дена, но што по тие 2 дена? Проблем. Скопските јавни предпријатија очигледно веќе подолг период се влезени во хаос, па секојдневието во градот повеќе наликува на селска паланка отколку на метропола. За недостигот со нафта во ЈСП вчера најпрвен од градот обвинија дека Путско Петрол, добавувачот на нафта, намерно не испорачува гориво. Но од компанијата веднаш возвратија не е до нив, туку до долгови од 10 милиони евра што си висат со години. И политичките партии не останаа неми. СДСМ и ВМРО-ДПМН вообичаено меѓусебно се обвинија. На скопјани не им треба ниту партиски припукувања, ниту несериозноста на Арсовска. Им треба функционален град, барем до изборите. Со бројни спортски и рекреативни активности од денеска до 30 септември во Македонија ќе биде одбележена Европската недела на спортот. Отварањето на настанот е денеска во 17 часот во Основното училиште Кочо Рацин во Скопје. Првиот дел од програмата ќе биде одбележан со атлетски трки за сите возрасти, велосипедски трки, тимски спортови и игри, забавна програма, фитнес и рекреативни работилници, активности за деца и семејства. Следниот настан ќе се одржи во петок на Средноводно и ќе опфати надпревари во баскет 3x3 и фудбал 3x3 и рекреативно искачување до врвот на Водно. Европската недела на спортот ЕВОС е иницијатива на Европската комисија со цел да ја поттикне физичката активност, рекреацијата и здравиот начин на живот кај граѓаните од сите возрасти. На средбата со своите сопартици во Газибаба, кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова изјави дека гледала што е реализирано во сите скопски општини и заклучила дека сериозни мерки и активности се спроведени са во мал дел. Таа најави дека во незината програма предвидува енергетска ефикасност, замена на системите за затоплување, справување со отпадот, решавање на Вардариште и Трубарево. Увид во работите со асфалтирање на улица во населеното место Огњанци во должина од 440 метри извршија градоначалникот на Петровец Борче Митевски заедно со директорот на ЈКП Андрејчо Гроздановски. Средствата за изградба на оваа улица во целост се обезбедени од буџетот на општина Петровец. Пожар избувна нокеска по полноќ околу 10 минути до 2 часот на улицата Јурија Гагарин во скопската населба Козле. Во пожарот е опожарена една куќа и помошна просторија. Според изјави на очевидци кои биле на местото на настанот, пожарот се појавил позади помошната просторија која се наоѓа во близина на куќата. Во тек е увид на местото на пожарот. Скопското обвинителство поведе постапка против 40 годишен скопјанец за кого постои основано сомнение дека сторил кривично дело телесна повреда. Настанот се случил во дворот на семејниот дом на улицата Славејко Арсов на 21 септември, кога осомнечениот најпрво на висок тон барал пари од неговите родители, пошто таткото вознемирен веднаш го напуштил дворот, а пријавениот продолжил да и се обраќа на својата мајка со груби и навредливи зборови. Потоа и физички ја нападнал, започнал да ја влече со рацете за да ја го земе телефонот, па потоа ја турнал на земја и почнал да ја дави за вратот. Како резултат на семејното насилство, на осомнечината и биле нанесени телесни повреди. Во СВР Скопје 33 годишен скопјанец пријавил дека на подрачјето на општина Аеродром неговите сопруга и едногодишна ќерка физички биле нападнати од женско лице. Напаѓачката употребила тврд предмет, а подоцна и со остар предмет упатувајќи им закани кон нив. Според пријавеното, кога таткото се обидел да ги заштити, бил нападнат од машко лице кој употребило тврд предмет. Од полицијата велат дека се превземаат мерки за расчистување на случајот.
Дизел горивото денеска е поскапо за половина денар по литар, а цената на бензините останува иста, одлучи вчера регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евродизел БС ќе биде 69,5 денари за литар. Со одлуката на комисијата за 0,207 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот М1 НС и ќе изнесува 36.947 денари. Од рака е посточуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување кај бензините, додека кај другите деривати има зголемување.